Почитувани сограѓани, во македонското здравство со години наназад не се инвестираше во човечки ресурси, техничка опрема и капацитети. Спроведените реформи беа деструктивни, инвестициите фиктивни, а проектите фантомски. Сето тоа благодарејќи на дегенеративната политика која што ја водеше претходната власт, политика која го доведе здравството во примитивни услови и колапс. Сите ја трпевме таа штета, пациентите од една и здравствените работници од друга страна. Бевме сведоци на белата чума која што ја зафати нашата држава во секоја сфера во здравството. Стотици искусни медицински сестри и квалитетни доктори заминаа во европските земји поради лоши услови за работа, мали плати и деградација на секое ниво. Затоа, наш клучен чекор е донесување и спроведување на мерки за нормализација на состојбата во оваа есенцијална клетка во општеството и креирање на здравство еднакво во здравството во Европа и светот. Наша цел е прикинување на одливот на кадри од најхуманата струка и нивно позиционирање на соодветната скала во општеството. Во текот на последните 3 години со сите зголемување, основната плата на лекар-специјалист се зголемува за 40%, на медицинските сестри за 20%, на општите лекари за 25%, а на здравствените работници за 15%. Платите во здравството деценијски стагнираа, но владата предвоена од Социјалдемократскиот сојуз конечно стави крај на оваа ситуација и за прв пат после долги години се враќа угледот на здравствениот работник. За прв пат се враќа достоинството на целиот медицински персонал. Во текот на последните 3 години во општата болница во Кочани со проширена дејност, покрај 32 вработувања и 13 специализации се обновуваат и болничките оделенија. Реализацијата на буџетот е досега рекорден над 90%, што представува уште еден доказ дека остануваме посветени и транспарентни во подобрување на условите на здравството и услугите кои што ги добивате вие, наши сограѓани. Продолжуваме да градиме општество за сите. Заедно одиме напред. На прав пат сме.